Македонија е единствена држава која што е ставена во позиција да се докажува и врз која се врши притисок во историска смисла, вели универзитетскиот професор Митко Панов. Тој смета дека за цар Самуил, на пример, би требало да се разговара само во контекст на европските вредности, разговори какви што веќе десетина години се водат и помеѓу Германија и Полска, но без други политички импликации. Па, јас повеќе пати сум кажал, значи, преговорите не може историјата да се преговара. Значи, една нација, било која нација во светот, си има свое право и неотугива право за свој националитет, кој го граделе врз основа на традиции, не е тоа измислен наратив. Така што јас не гледам некој друг случај, освен Република Македонија, да биде соочена со ваков тип на некакви преговори и тоа наложени од политички договори, што не кореспондира апсолутно со карактерот или природата на науката, како наука, историската наука. Од тие причини сметам дека да, може да се разговара во рамките на комисии, меѓутоа тоа да биде на ниво на европските вредности, како што е германско-украинската, да речеме, комисија, германско-полската, кои што со децени разговарат, меѓутоа разговарат на рамноправно ниво со европски вредности, гледаат како да се гледа на Европа заеднички, на светот заеднички, а не да се гледаат да се реинтерпретираат националните наративи кои што се дел од идентитетот на секоја нација. Професорот Панов ги истражува историските факти и контексти поврзани со цар Самуил последниве десетина години. Дел од тие синтетизирани истражувања се содржани во публикацијата Ослепена држава. Обидов да ги деконструирам сите овие теории, бидејќи влечат корени од 19 век. Меѓутоа, она што е клучно е во контекст на Македонија, Охридско-Преспанските краишта, Југозападна Македонија, кој што било јадро на самата држава, таа идеолошка програма или политичка програма врз која телемела државноста Самуил и сите тие традиции постојано биле присутни на овие простори, за разлика од другите држави кои што после, да речеме, крајот на Византија веќе се заборават, односно Самуил е заборавен или игнориран во традициите, што не е случај, да кажеме, во овој регион на Македонија, Охридско-Преспанските краишта, каде што бил присутен и култовите кои што ги донел Самуил, нели, од Свети Јахел, од Лариса, од Свети Трифун, од Котор и така натаму, и Свети Климент како дел од традициите во Охрид. Така што, ако го земеме предвид тој континуитет, заедно со континуитетот од Асном, кога претходно од Петков Мисирков, па потоа Асном со истекнувањето на Самуил како дел од македонската државност, традициите се тука и тоа е тоа. Од друг аспект сега, како што спомнав и претходно, значи Самуил е самиот синоним за Македонија и сите тоа го признавале. Дали сега тоа ќе се користи од политички или други интереси, тоа е друго прашање, односно дали ќе се етнизира Самуиловата држава. Наместо промоција, професорот Панов одржа предавање пред струмичката публика во рамки на одбележувањето на јубилејот 70 години музеј во Струмица.